Да, како што најави Анита, и ние веќе се вклучивме со мојот гостин во телевизија Нова е доктор Филип Петровски, политиколог, актуелен директор на Државниот архив. Петровски, долги години сте во политиката и на повеќе раководни позиции. Кој зошто се обидува да ги пролонгира изборите на 24 април, иако со закон овој датум, овој термин е договорен од страна на политичките партии? Од страна на сите политички партии кои што го потпишаа договорот, и меѓутоа договорот е потпишан и од страна на меѓународната заедница, односно таа е гарант, што значи дека нема простор да се поигруваме со такви работи ако сакаме да бидеме сериозна држава. Од страна на ВМРО-ДПМН е исполнето се што беше барано во договорот. Премиерот се повлече, имаме технички премиер. На Државната изборна комисија е дуплиран буџетот, има 8 милиони евра на располагање да ги спроведе овие избори. Парламентот ги усвои сите потребни измени на закони. Се она што беше потребно да се создаде како услов е создадено. Имаме 5 луѓе од страна на опозицијата на извршни позиции, кои што не се гласани и не се поддржани од народот, па сепак ги узурпираат тие позиции, но и на тоа се сложивме само за да не се доведеме во ситуација нешто да не им фали, односно за нешто да имаат причина да кукаат кај странците. Сега сите тие причини се отстранети и ние сметаме дека нема никаква пречка да се оди на избори на 24 април. Според политичкиот договор, кој, како што рековме, го потпишаа сите политички партии, тоа е усогласен и за него зелено светло дадоа токму политичките чинители. Собранието треба да се распушти веќе во вторник и да започне целиот процес, се тоа што е потребно за да се спроведат фери демократски избори. Точно. Имате една замена на тези кои што упорно ги форсира левицата, односно СДСМ и медиумите кои што се од нивна страна платени и поддржани од Сорос. Всушност дека Државната изборна комисија треба да даде оценка дали треба да има избори. Тоа е едно големо дезавоирање на вистината и на јавноста. Државната изборна комисија не е орган кој што одлучува дали ќе има избори. Орган кој што одлучува дали ќе има избори единствен во Македонија е Собранието на Република Македонија. Тоа и дава налог, односно донесува политичка одлука и потоа и дава налог и овластување согласно нивните ингеренции МВР и ДИК да ги спроведат изборите. Не знам кој зошто и всушност цело време ја прави оваа замена на тези, но нели можеме да бидеме сигурни дека станува збор за потреба да се одложат изборите, бидејќи во ДИК имаме инсталација од страна на СДСМ и практично наместо да ја добијат одлуката од Собранието и да се подготват да ги спроведат изборите, тие се обидуваат во содејство со некои си тамо ван хојте да направат се за да не дојде до избори. Тоа ќе биде казнето од страна на народот и тоа во огромна количина. Јас можам само да ги сожалувам тие што мислат дека некако ван хојте може да го предомисли народот и да го стави во убедување дека треба да гласа за една ваква опозиција, која што не тормози повеќе од една година, а која што не може да свати дека таа тактика што ја применува не доведе до резултат. Напротив, рейтингот кој што беше пред кризата и сега се разликува во однос на поголем рейтинг за ВМРО-ДПМН, а намалување на рейтинг на СДСМ. Го споменавте Ван Хауте, токму неговата изјава, токму неговата денешна изјава предизвика бурни реакции во јавноста. Од една страна, делегацијата на Европската унија се огради од овој став на Питер Ван Хаутен, но предмалку стаса и официјалната најава на партијата ВМРО-ДПМН, која што одлучува да не соработува повеќе со Питер Ван Хауте. Ја поздравувам оваа одлука. Ова е една стабилна и зрела одлука на една партија која што сериозно размислува за иднината на оваа држава. Крајно време беше на тој човек да му се каже дека не е објективен. Тој беше повикан во Македонија да ги олесни работите, а не да ги комплицира. Тој е човек кој што ја изгуби својата објективност, а со потценувањето на македонскиот народ ја изгуби својата кредибилност. Јас мислам дека е време да се спакува уште вечер да замине од Македонија. Знаете што? Ние не сме протекторат. Ние не сме држава која што се наоѓа некаде во непознатите територии на Африка. Оваа држава има и своја државна изборна комисија и своја историја на организирање на изборите.
Така што не станува збор за инсталирање на процес за прв пат, туку станува збор за подобрување на процес. Но со луѓе како Ван Хојте или Хауте или не знам како ли го викаат, не можете вие да ја завршите работа затоа што тој гледа да остане повеќе денови тука и да земе по 1000 евра дневни. Него не му е во интерес Македонија. Тој Ван Хауте ќе замине, нашите проблеми ќе останат, а ние сакаме да ги решиме проблемите и тоа не на начин кој што ќе биде навивачки, туку ќе биде објективен и ќе биде зацементиран за секои наредни избори. И во таа добра волја ВМРО се согласи да речеме 100 дена пред секои наредни избори да имаме технички премиер. Значи, она што може да го сметаме како подобрување на изборниот процес, на политичкиот систем, нема зашто да не биде прифатено. Но исмејувањето на целата јавност, исмејувањето на ставовите на една политичка партија од страна на медијатор, не може да се смета за медијатор, туку за навивач. Ако е навивач, нека се седне од страната на СДСМ, нека донесе Европската комисија објективен олеснувач, а Ван Хаутен нека биде нивен консултант за тоа како треба СДСМ и Сорос да настапуваат во битката за тоа да нема избори и да бидат на власт Оливер Ременска и другите вечно, ама без да ги гласа народот. Избори ќе има на 24 април, тие се закажани, но каква политичка разврска може да очекуваме? Лидерската средба вечерва трае, партиите во последен обид да постигнат заеднички договор. Па знаете што? Се тврдеше дека ВМРО ја инструментализирало МВР. Еве Оливере во МВР. Се тврдеше дека некои фондови таму за социјални случаеви сме ги инструментализирали. Еве Ременска е таму. Се тврдеше земјоделие. Еве земјоделие. Се тврдеше администрација. Еве во администрација. Се тврдеше ДИК не било објективна. Еве во ДИК има човек. Се тврдеше дека сето тоа ние некако волшебно сме го користеле и сме правеле 200.000 гласови. Еве ги сега сите инструменти во нивните раце. Зошто бегаат од избори? Зошто бегаат од избори? Знаете што? Македонија е пред сериозна криза, имате притисок, еве денеска, имате притисок на северна граница, не ги пуштаат србите и афганистанците, што може да биде и намерно предизвикување на дестабилизација на Македонија. Од долу имате притисок од повеќе држави кои што доаѓаат од грчка граница. Имате најава во мај дека ќе дојдат 500.000 бегалци. Како ќе се справи Македонија со таа криза, кога имате соросоидни структури кои што велат добре дојде и лоши се и МВР и полиција и сите оние што им е од интерес да заштитат стабилноста на државата и во една континуирана криза да не држат нити да имаме избори, нити да можеме да се справиме со бегалците. Знаете што? Секоја десничарска власт, секоја десничарска и родолюбива партија гледа државата да си ја заштити. Да, хуман однос кон сите, меѓутоа државата мора да се заштити. А од друга страна вие имате една инфраструктура која што континуирано работи да ја ослабне државата. И тоа не може да биде прифатливо. Ако они не сакаат да идат на избори, нека седат надвор од избори. А они всушност сакаат да бидат во власта, а да нема избори. Кај го има тоа во светот? Дајте ми друг пример. Политичката криза е на штета и на бизнисот, трпи економијата, од друга страна ни доаѓа мигрантска криза која што дополнително ја усложнува целата состојба. Каква разврска се очекува во овој период, кога секој еден обичен човек, ако го прашате, со душа чека да проложи нормалниот тек на животот и да си ги врши оние креативни работи, а не да биде заложник на одредени политички структури? Знаете што, благодарам за прашањето. Прашањето е од витално значење. На 6 мај минатата година Брисел објави дека очекува Македонија да има најголем економски раст во Европа. Годините претходно 14 и 13 бевме втори зад Ирска, 15 се очекуваше да имаме поголем развој на економијата и од Ирска, односно бевме први во Европа. Тоа не го изјави некоја домашна невладина организација или телевизија, не да боже под контрола или под влијание на оваа влада, туку Брисел. Истиот ден што се случи? Истиот ден вие имавте напад на полицијата пред владата. 34 полицајци беа повредени од страна активисти на Сорос, обучувани од Канвас од Србија и со позадина како членови на СДСМ. Зошто се случи тоа? Има ли такви големи ломови во општествено-политичкиот живот случајно? Јас мислам дека не. Она што беше прво идејата на Заев, дека кој ќе ги објави разговорите ќе доведе до дестабилизација или евентуално презимање на власта, кога тоа не се случи, започна со подготовки за насилно преземање на власта
и меѓу другото рачунаа, сметаа на ефект дека ќе зариба економијата, за да може да се повикаат на тоа дека и економските политики на владата, кои што се, нели, сите знаеме, една од позначајните карактеристики на владењето на ВМРО ДПМН во овие 10 години, дека тие економски политики ќе затајат, односно ќе има успорување на растот, дека ќе ги проекциите ќе се променат во надолна линија и значи како овој аргумент ќе може да биде користено и тоа за нивна несреќа, а за среќа на оваа држава, овој народ, тоа не се оствари и само со огромни усилби на економскиот тим на владата, кој што е постојано во комуникација со бизнисот, со стопанството, со тој сектор, се одржуваат на некој начин овие работи во нормала. Инаку, под ваква политичка криза, многу посериозни држави побрзо би попуцале. Да, економијата е светла точка на политиката, а за сите успеси и не само што го покажуваат и бројките тој тренд, туку и сите оние релевантни извештаи на меѓународните финансиски институции. Петровски ја споменавме Државната изборна комисија, денеска слушнавме и од пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски ја повика ДИК да одржи јавна седница. Дали на потек е сега оваа комисија? Апсолутно. Државната изборна комисија треба да свати дека таа не ги диктира условите во оваа држава, туку таа е орган кој што е надлежен да ги спроведе изборите. Ако има било каква сомнеж дека изборите не се како што треба, еве ги имаат сите алатки, имаат 50 коли доделено од државната инфраструктура само за овие избори, имаат дуплирано буџет, нека ги спроведат изборите. Значи нема никаков проблем. Ако сметал некој, ако мислат дека таму се појавувало било каков проблем, нека ги утростручат наблюдувачите. Само нека најдат некоја објективна невладина организација, не онаа на Дарко Алексовски, која што се користи за штимање на реалноста, односно за подредување на нивни потреби. Значи нека дојдат странци, нека дојде кој сака да наблюдува. Немаме од што да се плашиме и ние сакаме да се одржат избори. Еве можност да покажат дека може да се надминат себе, но јас сомневам дека луѓето кои што се таму инсталирани имаат таков поглед кон нештата. Знаете, тоа се партиски апаратчици кои што во моментов слушаат само што Заев ќе им каже, а не го гледаат интересот на државата, во смисол на економски развој, во смисол на безбедност, на стабилност, под притисок на сите оние предизвици кои што ги очекуваме. Така што, еве, нека закажат, нека се соочат јавно, нели сакаат јавност, сакаат се да биде отворено, нека отидат телевизиите, нека пренесуваат во живо, да видиме што тоа е толку проблем за да нема избори. Да, ќе го чекаме потекот на Државната изборна комисија, да сумираме. На крај Македонија е под силен мониторинг и од наблюдувачите, од странците. Какви се искуствата во Европа и во светот? Дали ова што во моментов и се случува на Македонија има некоја поврзаност и некогаш и се случило на некоја друга европска земја? Знаете што, ова што сега се случува во Македонија е последица на една добро одработена долгогодишна стратегија на СДСМ во соработка со Сорос, каде што се користи инструментот Canvas. Се сеќавате дека се зборуваше за некакви лажни лични карти. Тоа беше еден од главните елементи дека тука нема демократија. Понатаму се зборуваше дека нешто околу Смилковско езеро имал Заев, па се зборуваше дека Никола Младенов некој го ликвидирал, он имал. Во оваа година, откако тој ги пушташе разговорите, ништо не се покажа како вистинито. А врв на целото лицемерие беше кога се откри фабриката на Чауш. Знаете што, индикативно е поседувањето на таква технологија, такви машини за правење на лични карти, бидејќи такви машини не може да се купат без повеќе странски служби да бидат инволвирани, веројатно Интерпол и Европол мора да знаат кој произведува документи од таков тип, бидејќи тоа се документи кои што се контролираат и при премини на граници. Значи некој знаел. Јас ќе се посомневам дека некој им ја дал технологијата. Она што е битно е да утврдиме зошто бил цело време во координација Заев со Чаушот. Исто така многу ми е битно да утврдиме дали Вајбер комуникацијата меѓу Чауш и Заев е вистинита. Треба Заев да искочи да каже комуницирал со тој човек или не. Дали комуницирал Чауш со Оливер
Спасовски како министер за внатрешни работи. Дали жена му на Чауш комуницирала со Заев? Знаете зашто одам во детали? Затоа што е многу битно да утврдиме дали она што му се припишуваше на ВМРО ДПМН всушност било цело време конструкција за да се ослабни државата. Бидејќи никој не негираше дека Чауш бил и член на СДСМ, а исто така јас ќе ви кажам една вака еден чаршиски муабет кој што денови ве кружи, целокупното подземје во Скопје и Македонија зборува дека чека СДСМ да дојде на власт за да се пресмета надвор од законот со се што не им одговара. Затоа ли требаше Оливер да дојде во МВР? За да ги пушти криминалците да хараат по градовите и да почнат да прават зулум? Еве јас сум импровизирал, еве може би ја зборувам нешто надвор од памет. Еве го Чауш. Нека се произнесат за Чауш. Што правеа документите таму? Што правеа панцирите кај Чауш? И дали Оливер преку Чауш е поврзан со терористичката група во Куманово? Имаат многу прашања на кои што треба да одговорат пред народот. Кога сакаат на дуел? Кој сака од нив на дуел? Ако мисла дека имаат вака многу вешти соговорници што може ова да го бранат, кога сакаат на дуел? Спремни сме во секој време. Македонската јавност сака одговори на овие прашања, бидејќи со овие тези се создаваше кај меѓународниот фактор привид дека ВМРО ДПМН владе недемократски. А всушност тоа било цело време конструкција и подметнување. Ви благодарам што бевте дел од телевизија Нова.